Нездравиот начин на исхрана, недоволните количини вода во организмот и недоволната физичка активност доведува до обстипација, односно запек во организмот на цревата кај човекот. Повеќе страдаат жените, зна да каже магистар Киро Бојаджиски, кој е наш денешен гостин повторно во емисијата. Добар ден, добре ни дојдовте повторно во емисијата на Канал Плюс телевизија. Добар ден и добро ве најдов. Па и нека вашите гледачи и слушатели уживат во советувањата, но да ги најдеме во добро здравје, добра среќа. Да. И да не ги снајде ово многу непријатно заболување. Литературно кажано обстипација или запек на цревата, на стомакот на човекот, повеќе страдаат жените. Зошто е тоа така? На што се должи тоа? Најчесто жените страдат заради тоа што многу помалку се движат сега, заради занимањата што ги они практикуват, како што се конфекцијски работници, понатаму работници во просветата, работници во културните со културните занимања, во културните домови, понатаму жените кои што работат во продавници, каде што се доста често седе, каде што се продава многу често и храна и при тоа ако додадеме недвижењето, непиењето доволно количини на вода, но и лошата исхрана многу често при тоа се јаде храна што ќе падне, што има, а не што требе. Тоа не е се исто. Јада доста сува храна, поради тоа што не се пие доволно вода, доваѓа до оптеретување на стомака, а потоа до тенките црева и на крај и на дебелото црево. Сувата храна, мислите на она брза храна, сендвичи, хамбургери и слично, тие доведуваат до таков запек на организмот? Да, они се обично, да кажеме, основна причина. Меѓутоа има и неразнообразноста во исхраната. Така ако луѓето јадат премногу храна во која што има скроп, да кажеме многу леп, многу компири, многу пченкарно брашно, при тоа пченкарното брашно делува и помага, меѓутоа колку се тоа претера, може да се деси заради тоа што оно е доста едро, брзо ја одзима водата од организмот, од стомакот и доведува исто така до запек. Значи со еден збор причините може да бидат различни, а последиците се само тие. Луѓето добиваат запек или обстипација, имат непријатности, имат болки и што е многу лошо, излегувањето на време по голема нужда доведува и до други симптоми при кои што има оптеретување на срцето. Крвотокот се пореметува на луѓето, но и една споредна појава која што е многу непријатно, особено ако се најде таков човек во друштво, неговиот здип, заради тоа што нема функција на испрлање на гасовите преко посебните органи, доваѓа до узригање, до појава на емитување на непријатни мириси преко устата, преко грлото, што е крајно непријатно во друштво. Да. Имаме плејада на билки и рецепти, односно чаеви, кои може да помогнат при ваквата состојба. Па прво да кажам дека обстипацијата или запеко не е само кај, да кажеме, возрастните луѓе. Тоа може и кај доенчињата да биде колку мајката го прихранува со вештачка храна, нема доволно млеко. Затоа што мајчиното млеко не би можело да предизвика ваква ситуација. Оно е незаменливо. Да. И уколку се користи, меѓутоа сега сами знаете, дамите неќе да дојат, да не се расипат градите и така натаму. И почнато још од дете, дури нема ни 40 дена, што е обврска за доењето, почна да го прихрануваат со разни вештачки храни, дечи храни, у кои Бог те пита, никој не знае се што има таму. И тоа се што има таму не е се и корисно за детето. Така да малите деца, поради тоа што од таа храна која што е полуконцентрована, нема доволно течности, ако не му се дава на детенцето и млеко на некој начин и водичка, а треба и вода да му се дава, доваѓа до запек кај мало дете што е крајно непријатно и оно има по неколку недели може да не. Да не излегне. Што е крајно непријатно и детето осеќа болови, постојано плаче. Грчеви во стомакот. Има грчеви, не може да спие, постојано му е устичката отворена и очите му се отворени, дури иако заспие, еден од симптомите, нека знаат мајките и бабите, детето гледа кога спие. Очите се му отворени, што е сигурен знак дека детето има запек.
Па од овие причини, значи, треба, да кажеме, големо внимание од сите во фамилијата, од малите да припазуваат што се дешава со нив, да се исто така внимава со учениците кои седат исто така на часови во 5-6. Јадат брза храна на одморите, така. Јадат брза храна, јадат и многу често и некои концентровани, да кажеме, благи работи, па не земат доволно вода и течности и сето тоа ствара една концентрација која многу брзо засушува во стомахот и во дебелото црево. И тука се дешава оно што е најнепријатно. Кај луѓето, особено кај тие кои доста долго време седат, као што се конфекцијски работници и други, но и учениците, студентите, за време на часови, изметот во дебелото црево се формира во вид на некои зрна, во вид на некои топчички кои што многу тешко излегуваат, но тие топчички го и повредуваат дебелото црево, па се појавува и крварење. Со тоа крварење многу често се доведува организмо и тај кој има такви тегоби да има хемороиди, внатрешни или надворешни хемороиди. Но доколку тоа продолжи малтретирање на стомакот, на тенките црева и на дебелите црева, многу често се дешава да во тие органи за варање да се појават и карциноми, со што се знае последиците може да бидат катастрофални. Кои чаеви вие ги препорачувате при ваква состојба? Ние имаме традиција во лекувањето на запеко, нашиот народ добро знае. Дури е користено од оно време домашен сапун за малите дечиња кога се правени чепчиња, вакви мали, и така со доза на внимание мајката, бабата или кој друг му става во анусот мали чепчиња од сапун. А сапунот е и ден денешен се користи во правењето со оние иригационни системи. Се знае како се става вода во дебелото црево. На тај начин иритира го створениот чеп сапуницата, сапунот у кој има блага количина на сода и детето многу брзо излегува. Со 3-4 такви мали, да кажем, чепчиња, детето излегне надвор и се олесне, веднага се примете дека детето му е многу поарно. И некој детето, ако подолго време не излегува, станува црвено во лицето, лошо гледа, лошо слуша, многу не може да спие и многу плаче, што е сигурен знак дека детето има тегоби со дебелото црево. А овака, да кажам, во наши услови постои поред тоа и традиција на користење на лененото семе. Лененото семе треба да биде, да кажам, народно скрцано или смелено и доволно е за средно, за овака негде од 5-16 години натаму до повозрастни луѓе, од 1,5 мала лажичка да биде додадено во јогурт, најдобро е, или во пресно млеко. Најдобро е во јогурт, затоа што се подобрува на тој начин и микрофлората во организмот, да биде измешано од вечер и са бајле да биде испиено, при тоа доваѓа до бурно подмачкување на стомакот, на тенките црева и на дебелото црево, а ленот го изазива организмот на брзо исфрлање, како се вика стручно, дефекација, до брзо исфрлање на избет. Натаму, кај нас е одамна познато дека и растенијата како што се анасон, ким и доста често користена е таан, алва или само таан. Таан е мељава од масни растенија и таан не мора да биде само од, како ние обично знаеме дека е направено од сусам. Таан се прави и од кикирики, се прави и од ореви, се прави и од оној индиски орев или самфастек, како се вика на турски. Од нив доведува до многу брзо празнење на цревата. Заради тоа што содржат и масноти, но содржат и алкалоиди кои го иритират стомакот на прво стомакот на човекот, потоа го иритират тенкото црево, го иритират и дебелото црево, и со тоа иритирање и подмачкување доведува до брзо празнење на организмот. Особено
Тоа треба да го прават луѓето кои што, како што се луѓето во конфекциите, учениците, студенти и возачите. Оние кои се ризични групи. Ризични, возачите на автобуси, на возови и друго, они мора да седат и тие тоа треба да го користат како редовен Превентива. така е, како редовна превентива за прочистување на организмот. Ким и сусам и анасон треба да бидат смелени или скацани, и исто со јогурт, на исти начин, со иста доза, 1,5 мала лажичка од вечер ставено во јогурт или во млеко, да биде испиено. Преко ноќта они делуваат, утринските часови човекот се олеснува и нема да има проблеми со запекот. Тоа е една од познатите работи. Втор, да кажам, е за повозрастни луѓе и стари луѓе кај кои причините за појавата на запекот е малку и физиолошки, но и заради непослушност. Он добива инстинкти и напади, да кажам напади, не него на некој начин импулси за дефекација, за да оде по голема нужда, но не оде. Седе на едно место, игра карти, ако се пензионери, играт, не љути се човече, играт табла и така натамо. Ќе оде кој ќе заврши играта, ама тога веќе е касно. Тога се створил одреден чеп со некоја големина од 15, па може и 20 сантими во дебелото црево, кој многу тешко може да излезе затоа што он е засушен и е заглавен во дебелото црево. Така при таквите луѓе мора да се водат рачун дека штом добие, да кажеме, на некој начин потреба за излегување по голема нужда, он треба се да прекине и да иде по голема нужда, да се на некој начин олесни. Многу е честа појавата кај трактористите, кај комбајнерите, кои работат летно време. Кога е суша, не пијат доволно вода, има голема температура од машината, но и од сонцето што ги грее, така кај тие луѓе апсолутно е потребно да постојано има вода и мора да испие 3 до 4 литра вода. Еден комбајнер, Тоа е многу важна во заштита од запекот. еден комбајнер или еден тракторист, за да може да има нормално функционирање на органите за варење. Сега тука малку кога зборуваме за нив, одлични резултати дава мајчината душица, потоа сусам смелен или скацан, сусам знаеме сите што е. Помага исто така и афионовото семе. Него сега се помалку го има, не се сее афион, но сусам има во сите самопослуги и не е многу скапа да се земе. И модри сливи или плави сливи може да бидат суви или свежи сливи. Доволно е во еден таков чај или компот, или посебно да се направи компот од 7-8 модри сливи, нека да бидат со семките, затоа што и во семките има масни материи кои за време на варењето на ошафот, на компотот, излегуваат во ошафот и тоа го подобрува подмачкувањето на дебелото црево. Така да луѓето кои имат такви проблеми може да земат мајчина душица 60 грама, околу 150 грама сусам смелен и модри сливи 250 грама, од кои се става 7-8 плода. Тоа е доза, што сега зборуваме тука, е доза за 2 недели, за 15 дена. Меѓутоа треба човекот да зима и поголеми количини на вода, а дневната доза на оние кои се, да кажеме, не се изложени на сонце, но се работоспособни и работат, дозата за користење на вода е од 2 до 2,5 литри обавезно дневно, за да нема стварање на запек. Додека оние кои се изложени на сонце или на делување на машините на зголемена температура, или се во простории каде што е температурата далеко повисока од надворешната температура, тие треба да користат некаде од 3 до 4 литра вода. Дури и кога не им се пие, треба да земат вода. Најдобро е и оние што се движат. Каде и да идат, нека носе едно мало шишенце од пола литар вода, да му се најде. За секој случај, кога ќе осете жет и кога ќе осете жежење во стомахот, во грлото, во устата,
доволно е да земе 3 до 4 голтки и да се спасе од запекот. Па кога ќе дојде до место дека има повеќе вода, он може слободно да си го допуне шишето или да си купе ново шишенце со вода. Во светот како правило, како манир е, луѓето било каде да одат, во градовите, носе со себе стално вода. Да. Може да не носе цигари или не знам што друго. Тоа е навика која би требало секој да ја практикува. Така е, сега е правило, веќе не е тоа нешто што се смета за некаков луксус, него за потреба. И тоа правило треба, добро викате вие, да се применува и кај нас, за да можат луѓето на време да си призимат мерки да се спасат од ова крајно непријатна ситуација, а тоа е заболување, тоа е крајно непријатна болест, од која може да има, да кажем, и потешки последици. Пред да продолжиме со останатите совети, тука ќе споменам дека оној кој ќе се јави во Канал Плюс телевизија може да се ја добие книгата од магистер Киро Бојаджисти, лековите билки, болести, рецепти и за се она што зборуваме е поместено во оваа книга. Ќе можете да видите и да си ги набавите сите овие билки кои можат да ви помогнат во многу болести, па и за болеста за која зборуваме, односно состојбата, не би рекла болест, запек или обстипација на цревата кај човекот. Така, што понатаму треба да се практикува, каква храна може би треба да се јаде? Сега да кажам дека многу е битно искрената да биде течна. Да, повеќе супи, значи нели? Секако, меѓутоа да кажам дека има нашиот вргањ, печурката и шампиньоните имат неверојатно добри особини да го помогнат олеснувањето. Еден вид подбачкување, така да се прават супи од шампиньони или од вргањ. Вргањето го има кај може секој да го набере ако го познава, но ако не ги познава да не игра комар со својот животот и може да му биде и последно јадење на печурките. Треба да се користи постојано пред секое јадење, на ручек или навечер. И ако викат навечер не треба, и навечер треба да се јаде било каква супа, но во колку и нема можности да се направи некаква супа, ете ја препоручувам една голема лажица мед и малку млака вода да биде испиена одма. Тоа е околу 200 до 250 грама вода да биде испиена, одма она ќе делува за подобрување на омекнувањето на храната во стомахот, во тенките црева, а покасно и за исфрлењето на фекалиите од дебелото црево. Добро е да кажам дека секој сабајле кога ќе стане човек, кога ќе стане по завршувањето на хигиенските потреби, треба да испие пред да пие кафе, да испие една чаша млака вода со 1 до 2 лажици мед. Тоа е неверојатно ефикасен лек против запекот и тоа важи и за мажи, особено е добро за дамите. Кај ни физиолошкиот, да кажеме, систем на градба на организмот е таков да и потрошната на водата кај дамите, кај жените е далеко поголема за тоа што таков е системот на и физиологијата на жените. А многу често заради тоа што жените се бремени, не е сама. Она има во себе друг живот, има друг створ и на него му треба вода. И на него му треба чист воздух, и на него му треба чиста храна, течна храна. Затоа, ете, да кажам, моја заложба е за тоа да дамите, особено оние кои се бремени, мора да зимат поголеми количини на вода, да зимат мед и да јадат овоштие и зеленчук. Од овоштието Богом дано е грозјето, да кажем. Од Бога е дадено, ако се јаде грозје, шеќерот од грозјето директно го прима организмот од стомах. Оде од стомаха во тенките црева и право во крвта, без никаква преработка. А тоа е многу битно за тоа што толку брзо, за 3,5 до 4 минути крвта збогатена со шеќер и кислород доаѓа во мозокот на човекот и он е веќе многу поспособен, посилен и има и духовна и физичка сила во него. Одма тоа ќе го осети. Натаму, ако нема услови за тоа, доволно е да се изједе една јаболка, но заедно со селјушпот. Затоа што тие да не се лупе. Тие алкалоиди кои го помагаат варењето, ги има повеќе, ги има и во семките, дури и во дршките на јаболката,
и во месото на јаболката, но највеќе ги има во кората. Така да оној кој ќе го видиме дека гриза јаболка или дама или возрастен, не треба да се кажеме дека е некултурен, он тоа добро го прави. Така треба. Природно треба да се служи како што му налага инстинктот. Он има проблеми, ако му дојде до рака на некој начин јаболка, тоа треба да го направи. Треба да се избегават растенија кои имат многу танини во себе. Како што е крушот. Крушите имат многу танини и они може да предизвикат, ако се јадат поголеми количини, танинот да предизвика стегање на не само на стомакот, него на тенките црева, но и на дебелото црево, така да оној дел што треба да биде испрлен од дебелото црево, поради стеснувањето на дебелото црево, не може да биде испрлен нормално. Ќе испрля еден дел, другиот дел ќе остане и така ќе створи соодветен чеп. Бананата во која категорија е тука? Бананата е добра и треба да се користи бананата, но во умерени количини. Доволно е една банана или максимум две да се јадат на гладно, не по јадење, него пред јадење да се јадат. И бананата е добра исто така за дечињата да биде во храната на дечињата пасирана. При тоа на дечињата, поради тоа што бананата е доста блага, треба да се обавезно нешто додаде од друго овошти, во овој случај одлична јаболката. Малку пире од јаболка да биде додадено. Да. И банана е одлична храна за децата, има доволно вода и доволно алкалоиди кои ќе го предизвикат испрлењето на непотребните материи во човечкиот организам. Сакам да нагласам дека не треба да се држи диета. Не треба да се јаде луто. Многу често луѓето сметат дека ако јаде луто ќе има поголеми услови за овака дефекација, да кажеме, да го исфрле измета од себе. Може, меѓутоа треба големи количини. У земји дека се јадат феферонки многу или чили, да кажеме у Мексико, у Египет и друго, па и во Кина, таму е обавезно јадењето на лути пиперки. И тоа да кажам дека навиката за јадење на лути пиперки кај нив, ние не можеме да ја прифанеме и не треба да ја прифанеме. Они изедат по 2 до 3 пиперки без ништо. Онака. Така се навикнати. Така се навикнати. Ке изедено тоа нагло люто кое дојде во стомахо, предизвика едноставно плюс вода, предизвика едно бурно ферментирање во стомахо и има појава како они викат нивниот стомак почне да говори. Но тоа говорење е исфрлање на гасови. Тоа не би требало да се практикува кај нас, затоа што имаме подобри начини. Не мора да се премногу јаде луто да би човек да се ослободе од фекалиите во себе. Може во мали количини да се јаде луто, но не треба да се претерува. Не треба да се јаде пресолено. Во некои случаи, но не треба да се јаде многу и благо, особено не благи работи кои што се суви, во кои нема доволно течности, како што се сувите колачи, кекси, сега разни индустријски колачи имате, сите што ги произведат, сите се суви. Не е причината во тоа дека они ќе бидат благи, причината е зашто се суви. Суви се за тоа да можат подолго време да издржат, да не се расипат. И тоа се што е суво не е добро за човечкиот организам. Ќе изеде 2-3 кекса, ќе изеде некои суви сладчички и друго, и што ќе направи, ќе створи брана во стомахо. Многу тешко тоа ќе иде во тенките црева. Некоја фајда, некој корис, да кажеме, да има од него, нема да има, и на крајот сето тоа ќе иде во дебелото црево, каде што со концентрација, особено ако седе, ќе се створи некој чеп со кој само може да се отежне здравствената состојба на човекот. Па од овие причини ја препоручувам, значи, повеќе течности, редовно излегување, поголема нужда кај сите. Да не се одложува. Да не се одложува, да се шета повеќе и тоа да се шета по нерамни терени. Не како нашите луѓе практикуваат, ќе тргнат од градот до браната, нема фајда од тоа. Тај кој оде по асфалтиран пат, за да изгубе едно кило од својата тежина, му треба 72 километри пат. Тоа е од овде до Велес. Да иде, па ќе изгубе 1 кило. И што ќе изгубе? Он нема да изгубе од мастите, ќе изгубе водата. Да. Што ќе створе додатни проблеми баш за појавата на запек кај луѓето.
А од тие причини, ете, препоручувам да се шета по нерамни терени и при тоа да се носи редовно вода со себе и во колку дојде до потреба да се излегува по нужда било каде, разбира се, не на јавни места, човекот треба тоа да го направи без оглед на тоа што тоа е, да кажеме, тоа е физиолошка потреба, не е никаква срамота, не е никаков ни грев. Затоа и во поголемите населби, во градови, секаде има јавни клозети, луѓето можат да идат тамо да ја извршат таа физиолошка потреба. Благодарам за разговорот и за советите за нашите гледачи. Благодарам и на вас, дај Боже на никога да не му се десе да има ваква непријатна состојба со своето здравје. Во многу се случаи, кажавме, лековити билки кои може да помогнат во ваквата состојба. Така е, но и многу да не се стрват, особено младите, со брзата храна, со јадењето на колачи, суви и така натаму, сето тоа доведува до таа крајна непријатна состојба со здравјето. Благодарам уште еднаш. Благодарам и ја на вас.